8,5 милиони денари планира да потроши локалната самоуправа на Кочани за проширување на кружниот тек на влезот од градот во непосредна близина на хотелот Национал. Оценка на општинската администрација е дека постојниот кружен тек, што на оваа локација беше изграден во 2008 година, не одговара на потребите за да се регулира пристапот во зоната лесна индустрија. Зголемената сообраќајна фреквенција наложила негова реконструкција и прилагодување на новонастанатите услови. Градоначалникот Димитровски во кратката изјава потврди дека кружниот тек ќе се гради до година. Ние имаме ветено кружни токови, тоа е ставен во програмата за 2015 година. Освен овој, минатата година беше најавено дека во општината се планира изградба на уште 2 кружни тека, што треба да бидат лоцирани во близина на Агенцијата за вработување и кај улицата Македонска, што представува влез кон населбата Усова чешма. Беше речено дека нивната изведба ќе биде во зависност од финансиските средства и техничките решенија. Во меѓувреме започна санацијата на коловозот на улицата Белкамен. Механизација на предпријатието Стоименов го отстранува оштетениот слој асфалт и го подготвува теренот за ново тампонирање. Со оглед дека се работи за меко земјиште, неопходно е да се постави нов слој од тампон и да се изврши повторно асфалтирање. Граѓаните повеќе пати реагираа дека коловозот е оштетен од поминување тешки товарни возила, за кои ова е најкратка врска од зоната лесна индустрија кон Пониква. Ветувањето на последната седница на Советот на општината, што се одржа во октомври, дека веднаш ќе стартува поправката на улицата, се реализира со двонеделно задоснување.